Учебната година што ја оставаме зад нас во Гостивар ја одбележаа препирките меѓу Министерството и општината околу одземањето на ингеренциите во образованието и тешкотиите во одвивањето на онлайн наставата. Належностите на крај беа вратени на општината пред завршувањето на првото полугодие, но нов предизвик се јави со коронавирусот и затворањето на училиштата. Голем дел од семејствата во Гостиварскиот регион не беа во можност да обезбедат услови за децата да се вклучат во онлайн настава. Беше една тешка состојба не само за наставниците, па и за децава и за родителите исто така. Им пожелуваме успех, првин здравје, тешко и за децата што имат услови, а замислите за тие деца што немат услови заради тоа што тие требат услови, едно дете, една соба, компјутер, телефон или лаптоп. Беше тешко за сите, но благодарение на професорите и тие се трудеа овој дел да го поминуваат така упорно и тие да им поднесуваат домашни, да бидат онлайн со децата, да не губат многу. Како и да е, учебната година се заокружува исто како и другите претходни, со утврдување на оценки за учениците, внесување на часови и евиденција и слично. Од сега е тешко да се каже какви ќе бидат условите за настава од септември, но неопходна е поголема и посериозна подготовка доколку повторно има вонредна состојба, вели Снопче. Но ние не бевме спремни за ова настава онлайн како Македонија. Треба од сега да се размисли овие месеци како ќе продолжуваме и понатаму. На подрачјето на општина Гостивар има 11 централни основни и 4 средни училишта. Вкупниот број на основци и средношколци се движи околу 10.000.